Божи благослов, драги браќи и сестри. Убав саботен ден. Помина жешките денови. Помина и доста тешки денови за нас. Иако Библијата ни кажува дека ќе има уште и потешки. Но Господ е со нас. Ова песна што ја слушнавме од хорот на овој наш адвентистички институт во Канада, верувам дека ви се допадна, беше многу убава, иако не беше од химните, оние познати наши химни, ама ретко убава песна од оние модерните, да кажем, христијански песни, кои што се пеат. И чисто ви кажам дел од зборовите, од рефренот. Твојата благодат се уште ме восхитува. Твојата љубов е се уште мистерија. И навистина, колку повеќе го запознаваме Господа, се повеќе ќе не восхитува неговата благодат. И се уште не е тешко да ја сватиме неговата љубов, кое што го опфаќа цел свет, кое што е иста кон секого, и кон оној кој што е праведен, и кон оној кој што не е праведен, кој што може би не го познава Бога или пак го хули или го напаѓа и така натака. Тоа е нашиот Бог. Имаше една друга песна која што на времето ми беше омилена. Зборувам за моето време од средно училиште, кое што пееше групата Меморија, тоа беше популарна. Зошто Боже, се викаше песната. И идеја зборовите во вака некако. Зошто Боже си го заборавил ова мало парче небо, што те чествува и слави, дали Боже не казнуваш, и сега точки, да не одам понатамо во текстот. Ми послужи како инспирација за денешната тема. Едно од најтешките прашања, кои што најтешко се одговара, е прашањето зошто Боже? И сега тука може да одат пак многу точки понатамо. Зошто Боже ова, зошто Боже она, каде си Господе, зошто вака, зошто така? Тоа се наистина тешки прашања за било кој од нас, тешки прашања и за теолозите, фала Богу не сум теолог, но тешки се овие прашања и за нив, но да се обидеме онака изопштено да кажем, да дадеме одговор, односно да дозволиме да Библијата ни даде одговор. Зошто Боже? Веќе го дадовте одговорот. Фала му на Господа, ете не води Духот Свети. Јона 1 глава 15 стих. Но пред да го прочитам, да се подсетиме. Јона е Божи пророк. Господ го праќа на мисија, на тешка мисија. Му се видела на вистина тешка, затоа што јас не се сеќавам дали е пуштено рекорд на камерата. Само тоа не се сеќавам. Да, добро. И да не е ништо страшно. Значи, Јона е испратен од Бога на мисија да оди и да го спасува незнабожескиот град Ниневија со 120.000 жители. Не знам кој град е сличен, Куманово, не знам, може би има толку прилика. 120.000 жители, меѓутоа тој го фаќа спротивниот правец, значи бега од Божито присуство и ќе се најде на брод, ама на пат кон Тарсис. И си спие спокойно, после известно време Господ праќа бура и посадата и сите присутни на бродот се наоѓаат во една тешка ситуација. Откако тој ќе биде разбуден, на него му е јасно зошто е бурата.
дека бурата е токму заради него. И по 15 стих, тој самиот вели претходно, фрлете ме во морето и ќе се стиша бурата. И во 15 стих вели, и го зедоа Јона и го фрлија во морето и морето престана да беснее. Јона имаше право. И лесно е можеби да се свати во оваа ситуација, зашто некои работи се случуваат, затоа што Јона како Божи пророк бега од Бога, бега од Божито присуство, бега од задачата што Господ му е дал. И ќе речете, па да, сватливо е. Ако ние бегаме од Бога, ако не ја исполнуваме неговата волја, и сватливо е да вакво нешто ни се случи. Може би лесно е да се даде одговор на ова, но во втората глава, во 3 стих, кога Јона, откако е фрлен во морето, знаеме дека го голта она голема риба, и се моли тамо во утробата на рибата и вели, му се обреќа на Бога и му вели во 3 стих до 2 глава, ти ме фрли во длабочината, во срцето на морето и водата ме обкружи, сите твои поплави и бранови минаа преку мене. Што вели Јона? Јона и понатаму е свесен, фал му на Бога за ова што е свесен. Претходно вели, знае зашто се случува бурата и им вели на присутните да го фрлат него во морето и сега му се обреќа на Бога и му вели, ти ме фрли во морето. Дали Господ го фрли во морето? Па нели го фрлија луѓето што беа на бродот? Меѓутоа тој е свесен. Кој всушност го фрли во морето? Не знам колку е свесен зошто е фрлен. Да, до некаде веројатно. Меѓутоа, што се случува? Кој е резултатот на овие настани, како што се одвивале во животот на Јона во оваа случка? Ке се спаси и Јона, но и ке се спасат и 120.000 во Ниневија. Значи, може би ми се случуваат некои работи во животот и не сум свесен зошто, но имај во предвид дека Господ ја има контролата. И она што го слушнав, Тивко го изговори, мислам, сестра Сенета, Господ да спаси. Тоа е секојаш неговата крајна причина. Да спаси. Тој сака да спаси. И тоа постојано го прави, дори и самиот Исус, вели кога исцелува во сабота, кога бил нападнат, јас работам, како што мојот Отец работи, и јас работам. Тоа не престанува кај Бога. Па и самиот Исус е испратен за да спаси, не за да осуди. Јован 3:17, мислам дека беше. И како што кажа, може би не е толку тешко да сватиме дека некои работи ни се случуваат чудни и недобри кога бегаме од Бога, но имаме и други ситуации. Кога може би ништо не сме му сгрешили на Бога, кога се е во ред со нашиот однос кон Бога, но сепак не се случуваат слични ситуации. Да се префрлиме сега на Јосиф. Се појавила завист кај неговите браќа и прво што намислуваат страшна работа, да го убијат, да се решат од него. Но, ајде, преовладал разумот кај некој од нив, па наместо да го убијат, го продаваат на исмаилците и овие го носат и го завршува во Египет. И потоа се одвиваат интересни работи во неговиот живот. Сите знаеме. За да дојдат, кога ќе дојдат оние 7 гладни години, доаѓаат неговите браќа по храна во Египет. И Јосиф, после оние тестови, неколку теста, не можел да се воздржи и им се покажува. Во Битие 45 глава читаме од 3 до 5. Битие 45 или Прва Мојсија 45 од 3 до 5. Јас сум Јосиф, им рече Јосиф на браќа си. Дали е татко ми уште жив? Но браќата не може да му одговорат. Толку се смутија пред него, се збунија. Од каде сега Јосиф? И во каква улога, во каква ситуација? Јосиф им рече пак на браќата, приближете се кон мене. Кога се приближија, продолжи. И видите што им вели. Јас сум Јосиф, вашиот брат, кого го продадовте во Египет.
Но не се возбудувајте. И не жалете за тоа, дека ме продадовте ваму. Два пати им повторува. Зашто Бог е оној кој ме испрати пред вас за запазување на вашиот живот. И повторно една иста ситуација, како случајот со Јона. Вие ме продадовте, ама не. Тоа беше Божја промисла. Бог мене ме испрати пред вас овде за да ги зачува и вашите животи. Бог има се под своја контрола. И Бог, крајна цела му е да спаси. Во Битие 50 глава, знаете, откако Јаков ќе умре, и овие се вознемириле повторно и се велат, сега Јосиф ќе заборави на тоа што ни ветил сега, татко ни не е жив и сега ќе удри по нас, ќе сака да ни се одмазди. Но Јосиф што им вели во 19 и 20 стих? Нели, се расплакал дори. И вели во 19 стих им одговори, не бојте се, па зар јас сум место Бога? Освен тоа, иако имавте вие намера да ми сторите зло, Бог го сврте тоа кон добро. Да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Господ е мајстор тажните, жалните, незгодните ситуации, непријатни ситуации во животот да ги сврти на добро. И повторно го гледаме во таа улога, крајната негова цел, да спаси. Спасил цел народ. А сега да отвориме во Дела, 2 глава. Ова е беседата на Петар на денот Педесетница. Многу силни стихови, Дела, апостолски, тука некаде и тука ќе биде сршта, центарот, тука ќе се насочиме кон останатиот дел од се тоа што сакам да го кажам денес. Дела 2 глава од 22 до 24. Петар им се обрека, во таа своја проповед, на собраните им вели, мажи израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци, што Бог ги направи преку Него меѓу вас, како што знаете самите, како што и вие самите сте сведоци, видовте или чувте. Вие Него, откако беше предаден според одредената волја и промисла Божја, преку рацете на беззакониците го распнавте и убивте. Много чуден стих. Вие Него, преку рацете на беззакониците го убивте и го распнавте. Ама тоа беше одредена волја и промисла Божја. Тоа беше Божја волја, тоа беше Божја промисла, да биде распнат, да го даде животот за секој од нас. Но им упатува, директен укор, дека тие се виновни за неговото распнување, затоа што тие преку рацете на беззакониците го распна и го убија. Но со тоа се исполни Божјата волја. Исус беше предаден според одредена Божја волја, а го предадоа израелците. И би го додал и 24 стих, кажав, нели? Од 22 до 24 читавме. 24 стих вели и додава овде Петар во својата проповед, но тука се не заврши, туку Бог го ослободи од смртните болки и го подигна. Го подигна од гробот, зашто не беше можно смртта да го задржи. Дури и жената на Пилат, и самиот Пилат бил свесен дека станува збор за праведник. Праведникот Исус или секој оној кој што се упокоил, заспал во Христа, се оправдал во Христа, него смртта и гробот не може да го задржи. И да почнам тамо од, не знам кој беше прв, простите ми, затоа што наистина беше оддамна, но откако сум јас тука, зборувам за времето откако сум јас тука, се упокоија мнозина, поготово тие први 2 години откако јас тука стапив на служба и од една страна отрапнав, ама од друга страна, знаете, тоа
ќе ви откриеме на работа, секојаш кога ќе ми задзвонеше дома телефонот од брат Данило, јас си викав, леле, некој изгледа починал. И сега овие денови исто така, кога задзвони брат Данило, значи, веројатно, меѓу првите беше известен Данило, па после тоа и јас дознав. И некако немав сили за да земам говор и збор таму, па затоа му предадов на Јани. Но знаете, сите оние кои што се упокоиле, меѓу кои сестра Мимица и сите оние кои што ги спомнав, јас верувам, јас сум убеден дека се тоа сите праведници и сите заспаа во Христа, вклучувајќи ги тука и мојот брат и мојата мајка, кои што исто така предвреме заминаа. Да. Брат ми на 53, мајка ми на 63. Трајче, брат Трајче исто, 60, колко беше? 2-3, тука некаде, не знам колко беше. 65. И како што рече и брат Јани, нема ред во умирањето, меѓутоа има ред во воскреснувањето. И како што Исуса не го задржа смртта, така и никој од нив нема да ги задржи смртта и нема да може да ги задржи гробот. Тоа е нашата надеж, тоа е нашата вера. Но да се насочиме на претходното речено во 23 стих. Вие него, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја, преку раците на беззакониците го распнавте и убивте. Беше Божја волја Исус да биде предаден и да биде распнат и да умре за секој од нас. И ако читаме во Исаија 53 глава, од 10 до 12, видите какви зборови има овде. Но на Господа му беше угодно да го порази. И тој го предаде. Сега повторно овде гледаме. Тој, Господ го предаде Исуса да биде распнат. Сега ова мора да го сватиме и да го разбереме како тоа таткото го предаде синот да биде распнат, да биде мачен, каков е тој татко. Но тоа беше Божја волја. На Господ му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење, кога го жртвува својот живот како принос за грев. Ке види потомство, ке ги продолжи своите денови и Господовата волја ке се исполни преку него. Преку него се исполни Божјата волја, тој се принесе како принос за грев, за да види потомство, за да спаси мнозина. Всушност, за да го спаси секој на кој што ќе поверува. Тој го направи, како што рековме во пуката, тоа е таа универзална сеопфатна жртва за секој на оваа земја кој што ќе поверува да биде спасен. Никој не е исклучен. Но, што е ова на Господ му беше угодно? Како тоа на Господ му беше угодно додека неговиот син страдаше? Угодно ли му беше на Господа додека било кој грешник на оваа земја страда, додека е во маки, а страдаат мнозина? И што е тоа? Што е тоа што му е угодно на Господа? Видите што вели во библискиот коментар. Коментирајќи токму на овој стих Исаија 53:10. Праведникот, се мисли на Исуса, мораше да ја поднесе Божјата осуда и неговиот гнев. Секавате зборовме мината сабота за гневот Божи, кој што не разводнет, не разблажен, беше насочен целиот врз Исуса Христа во Гецимани и подоцна на Голгота. Праведникот мораше да ја поднесе Божјата осуда и неговиот гнев, не заради осветолюбивост. Не беше тоа освета од страната на таткото врз синот. Да, тоа беше казната за греот, што тој мораше да ја понесе за да ние не мораме. Но не е заради осветолюбивост, затоа што срцето на Отецот било погодено со најдлабока болка кога неговиот син ја поднесуваше казната за човечкиот грев. И се што не вели овој другиот дел од цитатот. На Отецот му беше угодно, ама неговото срце беше погодено со најдлабока болка кога неговиот син. Значи, не е индиферентен Господ кон нашите болки, кон нашите страдања. Тоа не треба никој да го вадиме од ум.
Господ се знае, Господ се слуша. Секој повик, јаук не ми текнува на македонски. Лелекање, да. Лелек. Сето тоа е забележано. И тој сочувствува со нас и него го боли. Ама видите што вели понатаму цитатот. Истиот тој миг кога Исус ќе пострада, ќе издивне на крстот, значи Господ сочувствувал, тука бил. Да, тој вели, Исус вели, Господе, зошто ме остави, но Господ тука бил. Никогаш Божиот син не му бил помил на таткото. Од тој миг. И не само на таткото, на небесното семејство и на жителите на непаднатите светови, од тогаш кога се понизил да го понесе срамот, понижувањето и злоставувањето. Станувајќи носител на гревот и на тој начин, нели, тој од човечкиот род го отстранил проклетството на гревот. Му било болно на неговиот татко. Меѓутоа, никогаш Божиот син не му бил помил, затоа што тој е извршил Божјата волја и со тоа овозможил да може да биде спасен секој оној кој што ќе поверува. Затоа му беше угодно кога го удри, како велиш таму, кога го порази. Ќе се земам за право и ќе кажам, му беше угодно на Господа кога Јона страдаше од целата таа ситуација. Затоа што знаеше што сака да постигне пред време. Да го спаси и него и 120.000. Му беше угодно и кога Јосиф страдаше, иако ни крив ни должен. Може би Јона имаше некоја вина, нели, не избега од Бога. И тоа е посватливо во таква ситуација. Меѓутоа Јосиф или еден куп случаеви имате такви во светот денес. Зошто да мораше Јосиф да страда? Но на Господа му беше угодно. Затоа што се работеше и за неговото спасение, и за спасение на цел еден народ. Бог тагува со нас, ја споделува болката, но истовремено му е угодно кога поменуваме ни страдање и такви слични моменти, затоа што така се калиме, така јакнеме, така цврснеме. Јас немаше да бидам овој што сум сега, фалимо на Господа, и ништо не сакам да кажам за себе, дека не знам колку сум јак и силен, ама поднесувам, Господ знае колку можам да поднесувам, затоа што имав таков живот како што имав. Тоа не е ништо случајно. И кој знае Господ зашто ме спрема, и мене, и сите нас, од она што го поминуваме. Не е ништо случајно. Господ има се под своја контрола и крајниот исход е Господ сака да спаси. Главната причина него е да спаси. И како што вели Римјаните 8:28, но знаеме дека сите работи се удействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога, кои се повикани по неговите намери. Не е дека сите работи се добри, што ни се случуваат во животот, меѓутоа сите тие работи се удействуваат за добро. Тоа не треба да го губиме од вид. Нашиот Бог не љуби со вечна љубов. И затоа ни укажува милост, и затоа и дозволува некои работи, за наше добро е тоа секогаш. Не ги дочитав оние останатите стихови од Исаија 53 глава, кај што вели 11 и 12 стих, заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство, 12 стих, е повторно, мноштво во наследство. И со силните ќе го дели пленот, зашто сам се понуди на смрт и беше вбројан меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Или Евреите 12:2, поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Радоста заради спасението на мнозина. Се е под Божја контрола. Потребно да имаме целосна доверба во Бога и Брат го спомна Евреите 11:6 дека без вера не можеме да му угодиме на Бога. И затоа дозволува искушенија, страдања за да ни зајакне верата, за да ја поимиме таа вера со која што можеме да му угодиме на Него.
И тогаш и на него му е угодно, кога ние му угодуваме. А тоа можеме само со вера. Кој што вера не доаѓа туку така само од себе, не паѓа од небо. И пак ќе кажам, на Господа му годи кога ни страдањата ќе ни се зајакне верата и ќе научиме нешто од сето тоа за наше добро. Тоа е тоа што му годи. Иако во исто време страда и пати заедно со нас, сочувствува и поднесува болката, како што видовме во случајот со Голгота, кога Исус страдал и го дал својот живот на крстот. Јаков 1, 2-4. Познати стихови. Вели, сметате ја за чиста радост, браќе мои, кога ќе паднете во разни искушенија. Повторно може би малку нели контрадикторно се испаѓа радост, кога ќе паднеш во искушение. Зошто? Знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело за да бидете совршени и потполни без никаков недостаток. Тоа е крајната цел. Господ сака да го претопи тој нечист метал, да извади се што е згура, се што не чини, да извади чисто злато, да направи сад, кој што ќе биде благослов и за останатите. Сад како што сака грнчарот да направи. Иако во процесот многу често пати може би ќе не крши, ќе го удира, ќе го крши тој сад, за да го постигне крајниот резултат, да бидеме без никаков недостаток. И во случајот со Јона, и во случајот со Јосиф, и најголем пример и случај самиот Исус, ја гледаме Божјата рака, ја гледаме Божјата грижа, ја гледаме Божјата контрола. Гледаме дека крајна цел на Бога е да спаси. Значи, општиот одговор, може би секогаш прецизен, ја би рекол, одговор е зошто Боже не се случуваат такви работи, зошто Боже поминува низ такви работи е затоа што Господ сака да те спаси за некоја друга цел. Тоа е општ одговор, може би. Не можете, кој сака да се обидува, не може да свати зошто конкретно во конкретниот случај на некој му се случува тоа и тоа во животот. Не можете конкретен одговор да дадете, може би. Ама ова е оној општ и би рекол може би најпрецизен одговор. Господ сака да спаси. Господ те љуби, Господ те сака и сето тоа што го прави е за да те спаси. Па дури еве можеме да го спомнеме на крајот и примерот со Манасии. Кој беше Манасии? Каков беше Манасии? И во втора дневник пише во 33 глава, ако читате тамо 10 стих, вели, Господ ги опоменуваше Манасии и неговиот народ, но тие не послушаа. Затоа Господ ги доведе против нив военоначалниците на асирскиот цар, го фатија Манасии со куки, го врзаа во двојни железни вериги, го одведоа во Вавилон. Непослушниот злобниот цар. Ама тоа е тоа топење, тоа некој знаете, зошто Господ го дозволува. Кога се најде во неволја, почна да му се моли за милост на Господа својот Бог, длабоко се покајат пред Бога на татковците, како Јона. Еве, тоа се тие примери, кои што може би полесно ќе сватите зошто се случуваат некои работи. Заради непослушноста, заради неверието. Па Господ не сака да ве остави, Господ сака да ве спаси, па прави се што е во негова моќ. И се покаја Манасии. Се молеше и Бог му се смилува, те го послуша неговото просење, го врати во Ерусалим во царството. Тогаш Манасии созна дека Господ е Бог. Што требаше да помине за да сознае. И не застанува тука, потоа го изгради надворешниот зид на Давидовиот град, западно од Гион до долината на Рибната врата. Го препаше со зид Офил, изведувајќи го мощно високо. Постави военоначалници во сите утврдени градови во Јуда. Освен тоа ги острани од Господовиот дом тугинските богови, оној вајан кип и сите жртвеници што ги имаше изградено на гората на Господовиот дом и во Ерусалим, и сите ги фрли надвор од градот. Видите Манасии што направил. Кој беше Манасии? А еве до каде дојде.
Тоа е Господовата милост, тоа е Господовото трпение, тоа е Господовиот напор за да направи од нас соодветни садови, да го истопи злато, да го извади златото. Потоа пак вели го подигна Господовиот жртвеник и жртвуваше врз него помирителни жртви и благодарници. Им заповеди на јудејците да му служат на Господ Израелевиот Бог. Тој е оној Бог кој што секојаш има крајна цел да спаси. Не заборавајте, пред нас се уште тешки денови, што и да се случува во нашиот живот. Не заборавајте, овие две работи не ги заборавајте. Ако нешто не се случува, тоа значи дека Господ го дозволува. Со која цел? За да спаси. И ова втората работа не ја заборавајте. Што и да се случува, Господ има контрола. Ако има контрола над целата Вселена, на тоа, на сите планети, живи светови, зарем ке нема контрола и не може да има контрола во нашиот живот? Значи, најчесто може би поставувано прашање зошто Боже, меѓутоа одговорот е тој. Јас немам друг одговор, не знам, конкретно не можам да кажам во ничи живот зошто и како, меѓутоа тоа е, може би општ, може би не знам каков одговор, но верувам дека Библијата на некој начин ни кажува и ни открива одговорот и на ова тешко прашање. Да го имаме тоа на ум, да го имаме секојаш Господа пред себе и да не очевојуваме. Без оглед на се во нашите животи. Господ знае зошто работите се случуваат. Може би ние не знаеме, знаете, често пати гледаме на сегашноста, гледаме може би на денешниот ден, гледаме на денешните настани, гледаме само еден дел од целиот тој мозаик, од целата таа голема слика, и затоа ни паѓа и тешко и така натаму, меѓутоа ако ја погледнеме таа голема слика, или како што вели Елен Вајт, оној многу убав цитат, ако го знаеме ние крајот од почетокот, тогаш ќе речеме, Господе, терај така како што тераш, тоа е најдобриот пат. Тоа е патот што води до спасение. Нека му е слава на Господа, што овозможи се, го даде и својот син да пострада за нас, заради нашето спасение. Се е дадено за нашето спасение. Само ние треба да се потрудиме наша страна, да сватиме, да стекнеме вера која што ни е потребна и да целосно му се предадеме на Бога и да веруваме во Него. Амин. Боже и Господе, Ти кој што не љубиш и не возлюби со вечна љубов и затоа и ни укажуваш милост, која што е толку чудесна и се уште не восхитува. И таа љубов, Господи, која што се уште е мистерија за нас, се уште не сватлива, вечна љубов, љубов кон секого од нас, кон целото паднато човештво. Ке ја разбереме ли некојаш? Навистина, тешки мигови во нашите животи, може би ни ставаат еден куп прашалници во главата. Па дали, Господе, Ти не сакаш? Па зошто? Зошто мораше вака? Зошто мораше така? Но, Господе, Ти не сакаш. Ти си љубов, тоа никогаш не треба да го избришиме од главите. И Ти имаш се под своја контрола, Ти ги водиш настаните. И тоа не треба да го заборавиме. Без оглед на што и да се случува во нашите животи. И Ти секогаш го сакаш најдоброто за нас, а тоа е нашето спасение. Овој живот овде е минлив, ние сето тоа многу добро го знаеме. И овој живот е само за да се подготвиме за вечниот. И може би е за нас битно и не боли зашто некој предвреме ќе не напушти, затоа што тешко се поднесува отсуството негово. Но, Господи, за Тебе не е важно дали ќе живееме 30, 50, 80, 100. Важно е како сме живеале и важно е спасението на крајот. Тоа е најважно.
Тешко не може би да го разбереме, пак ќе кажам, но Господи, Ти води не низ таа долина на смртната сенка, долина солзна, затоа што без Тебе ќе се загубиме во плачот, во солзите, во страдањата, во неволите. И без Тебе нема да можеме да сватиме зошто се случуваат некои нешта во нашите животи. Затоа Ти води не сигурно како што не водиш и до овој ден и понатаму, да ни с тие страдања и маки ни зацврсти уште повеќе верата, која што толку многу ни е потребна, посебно за последното време, кој што не сме ни свесни какво ќе биде и без Тебе нема да можеме да го издржиме секако. Води не, Господи, најдобро како што знаеш, води не и во остатокот овој свет саботен ден да ги почувствуваме Твоите благослови и да и оваа сабота биде предзнак, предчувство на небото, како што проучувавме во поуката, и не само во саботата, туку да не водиш понатаму во нашите животи со сигурни чекори да чекориме кон Ханан, затоа што времето е кратко, времето е близу, се наближува тој ден кога Исус ќе ни дојде и кога ние ќе бидеме возобновени, но ќе станат и мртвите праведни и тие вообновени и свети тела и заедно ќе те дочекаме на облаците, ќе дочекаме Христа на облаците и ќе бидеме земени и ќе бидеме таму кај што си Ти, Господе, кај што е нашиот Господ Исус. Нека Ти е слава и фала за се што си сторил за нас, смртници, грешници. За се Ти благодариме во Христово име од се срце. Амин.